Имунизацијата е едно од најголемите достигнувања во историјата на медицината и секоја година спасува милиони животи. Според податоците на Светската здравствена организација, станува збор за повеќе од 2 милиони животи на годишно ниво, кои се зачувани благодарение на вакцините. Но останува и понатаму отворено прашањето дека дополнителни 1,5 милион случаи смртни би можеле да се избегнат доколку се подобри глобалната покриеност со вакцинација. Навремената вакцинација во текот на детството е од суштинско значење, бидејќи помага да се обезбеди имунитет пред децата да бидат изложени на потенцијално опасни по живот болести. Вакцините ги штитат децата и помагаат за нивен здрав раст, бранејќи ги од високо заразни заболувања, опасни болести, како што се малите сипаници кои може да доведат до компликации, да предизвикаат пневмонија, па дури и фатален исход, или полио што може да доведе до парализа и смрт. На тема имунизација денеска разговараме со нашата гостинка, професор доктор Катарина Ставрик, специјалист, педијатар имунолог и професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Докторка која е секогаш на располагање на своите мали пациенти и нивните родители, подготвена да даде одговори на сите прашања и дилеми поврзани со здравјето на децата. Незиниот стручен и смирен пристап честопати е пресуден во ситуации кога родителите за прв пат се соочуваат со некој проблем кој го засега нивното најмило. Мајчинскиот инстинкт и топлина на доктор Ставрик придонесуваат проблемите да се решат на побезболен начин. Професорке, добро дојдовте во подкастот Ваш педијатар. Благодарам на најавата и поздрав до слушателите. Се надевам дека нема да ми замерите што во најавата го потенцирав токму вашиот пристап и однос кон пациентите. Тој мајчински инстинкт и топлина со која зрачите. Нешто кое делува како мелем во оние ситуации со кои секојдневно се соочувате на работното место на клиниката за детски болести. Па да, секако дека е потребен еден мирен тон на родителите кои што често пати се загрижени за здравјето за своите деца и најчесто нема основа за таква загриженост, меѓутоа тоа е секој родител сака најдоброто за своето дете да го пружи. Апсолутно. Доктор Ставрик, зошто не треба да се одложуваат вакцините и зошто е клучно да се примаат во определен период според редовниот календар за имунизација? Пред се сакам да кажам дека нашиот календар за имунизација е направен согласно календарите за имунизација на европските земји и така е дизајниран се со цел токму на првите години од животот на детето, кога доаѓа во контакт со овие вируси и бактерии, на некој начин да со вакцинацијата создадат имунитет и да бидат заштитени од можноста да се разболат. Важно е да се следи тој календар, затоа што секое одложување не е ништо страшно, меѓутоа ризикот го изложуваат детето на поголем ризик да некој од тие заболувања заболи и секако она што кажавте дека сепак се тоа болести кои што можат посебно во овој период, во првите 2-3 години од животот на детето да остават трајни последици по здравјето. Како всушност действуваат вакцините и што имаат во својот состав? Може ли да се доведат во каква било врска со појава на аутизмот? Конкретно мислам на вакцината МРВ. Значи, имаме различни видови на вакцини. Најголем дел од вакцините се мртви. Тоа значи дека било да во лабораториски услови вирусот или бактеријата се уништени и не може да предизвикаат заболување. Или се користат делови од бактериите и вирусите кои што е докажано дека можат да поттикнат создавање на солиден имунолошки одговор. Во моменталниот календар за вакцинација кај нас само БСЖ и ротавирусната вакцина се живи атенуирани. Тоа значи дека сепак и овие бактерии и вируси се уништени, значи не може да предизвикаат заболување, а создаваат квалитетен имунолошки одговор или
може да предизвикаат благи симптоми на инфекција. Знаеме дека ротавирусната вакцина, например, каде што ги има најчестите соеви, оние кои што предизвикува 95% од тешки диареи, ги содржи вакцината, меѓутоа може детето да изреагира со пролив повраќање, но тоа се лесни симптоми кои што обично за ден-два се повлекуваат. Вакцинирањето е еден од начините со кои се поттикнува созревањето на имуниот систем на бебето. Колку трае заштитата од вакцината и зошто е битно да се примат сите препорачани дози, да не се прескокнува или пак да се мисли дека со една примена доза детето е заштитено? Некои вакцини се примаат една или две дози. Таква е, да речеме, МРП вакцината, со оглед дека се жива атенуирана вакцина, значи создава доста јак имун одговор кај детето, но сепак една доза од таа вакцина не е доволно. Негде околу 80% од децата со една доза од вакцина е заштитено. Доколку примат две дози, тогаш тој процент на заштита се качува на 95%. Другиве овие што ги кажавме мртвите вакцини или полисахаридни вакцини, тие создаваат послаб имунитет и затоа знаеме дека детето треба да прими по 3 вакцини во примуимунизацијата во првата година, после имаат и ревакцини, затоа што секоја наредна вакцина делува како бустер, како појачувач на имунолошкиот одговор и сепак на крај после 5-та, 6-та доза, фактички детето создава еден имунолошки одговор кој што ќе го штити до крајот на животот. Така. Во кој случај може да се одложи давањето на вакцина? Односно, дали настинката или пак примањето на антибиотици, може би растеченото носе и така натаму, се причина за одложување на вакцинирањето? Секој дете треба да биде здраво, кога се носи да прима вакцина. Меѓутоа, течење на нос, кашлање, настинка не е причина, не е болест. Детето трча, игра, јаде, му тече носот или кашла, значи тоа е здраво дете и може да ја прими таа вакцина. Генерално, многу ретки се состојбите кога навистина не смеат, треба да се одложи вакцината. Може, ако примаат некои терапии, имуносупресивни терапии во периодот на примањето на таа имуносупресивна терапија, или деца кои што имаат хронични заболувања во период на диагноза или кога хроничната болест е нестабилна, значи до стабилизирање на состојбата, може да се одложи вакцината. Меѓутоа, секое дете со хронична болест, кое е под терапија и кое е стабилно, може и треба, напротив, треба да се вакцинира. Апсолутни контраиндикации, онако викаме, не смее детето да прими никаква вакцина, се исклучително ретки. Тоа е ако направило, да речеме, некој анафилактичен шок или некоја силна алергиска реакција. Не збориме за уртикарии, за некои црвенила кои што се појавуваат, може да се појават на вакцините. Ако се има докажана алергија на некоја состојка од вакцината, и третата состојба се оние деца кои што имаат примарни, значи вродени дефекти на имуниот систем. Тоа се апсолутни контраиндикации за вакцина. Сето друго треба да се вакцинира и треба, пак ја речам, да се следи календарот, затоа што секој одложување го зголемува ризикот кај детето. По здравјето на детето. Кои се генерално очекуваните реакции по примање на вакцините и кои од нив даваат побурен одговор? Најчесто се локални реакции. Тие доста често се јавуваат. Да речеме, од 10 деца едно дете ќе направи. Она добро познато на сите родители и обично им се кажува црвенило на местото на примањето на вакцината, оток, болка може да се појави. Значи, тоа се тие локални реакции што ги викаме, обично се јавуваат во првите 24 до 48 сата и траат обично ден и поминуваат спонтано. Нема потреба ни некоја дополнителна терапија. Оние системски реакции, како што е покачена температура најчесто, се појавува исто така, меѓутоа многу поретко даваат вакцините. Во однос на вакцините, овие што се мртви вакцини или полисахаридни вакцини, тие обично првите
дози на давање на вакцина не даваат реакции. Меѓутоа, ревакцините се тие кои што знаат често пат децата по примање на петовалентна на година и пол или во школа да имаат побурни локални реакции или да покачат температура. За разлика од нив, МРП вакцината, првата доза, со оглед дека е жива вакцина, може да даде покачана температура, може да даде осет, но карактеристично за нејза е што овие симптоми се јавуваат после 7 до 10 дена од примање на првата доза. Така да не се јавува веднаш. Може, значи, по втората доза, бидејќи тоа веќе бустер, каде што веќе имаме создаден имунолошки одговор, вакцината бустер само го поттикнува имунитетот и обично не даваат, значи вторите дози на МРП не даваат несакани реакции. Претпоставувам дека родителите се едуцирани за ова, односно дека ги добиваат овие информации на местата каде што се вакцинираат децата. Па да. Превентивните тимови сепак сега веќе имаме и педиатри кои што работат во превентивните тимови на вакцинација или се во фаза на завршување на специјализација, така да навистина специјалисти имаат со кои што комуницираат и кои сите овие работи и све што ги интересира треба фактички, ја би рекла, консултирајте се со нив. Они ова го работат и ги следат, да речам, сите новини поврзани со имунизацијата и може да ги добијат најдобрите информации таму. Кога станува збор за вакцините, едно од најчестите прашања е нивната безбедност. Дали во Македонија се даваат проверени, квалитетни и безбедни вакцини? Да, мислам дека тука треба родителите да бидат навистина да го немаат тој притисок дека некои вакцини се дават, значи све се тоа вакцини прво кои што се користат и во европските земји. Имаше една традиција да одат во соседните земји да се вакцинираат, истите вакцини што ги има во соседните земји ги имаме и ние. Тоа се вакцини кои што се регистрирани во Европската агенција за лекови. Целиот тој процес се регистрирани во нашата земја, во Малмет, во Агенцијата за лекови. И целиот оној ладен ланец кој што е особено важен во поглед на транспортот, на безбедноста на вакцините, се запазува и се води сметка. Има ригорозни прописи кои што и ние ги следиме тие и се до моментот на давањето на вакцината, така да било каков проблем ако се појави, веднаш се тргаат тие вакцини, се уништуваат, меѓутоа тоа ретко се случува. Дел од родителите со своето однесување ризикуваат да не ги вратат некогаш искоренетите болести. На тој начин ставајќи ги во опасност и оние ризични групи кои што не можат да се вакцинираат. Како да се подигне свеста и да се надмине стравот од вакцини кој е присутен кај дел од родителите? Па мислам дека со разговор. Пред се со разговор на стручни лица. Сега е модерно време кога родителите доста често и интернетот го користат за да добијат информации, тоа е во ред, меѓутоа е важно да им се посочат релевантни веб страни и од каде што навистина може да добијат точни информации. Она што го реков, пред се консултирајте се со докторите кои што работат на вакциналните пунктови, затоа што они се најупатени во врска со имунизацијата, но секако и педиатрите и матичните лекари ги следат тие препораки и може да им помогнат да им одговорат на сите оние прашања и дилеми кои што ги имаат. А често пати родителите меѓу себе комуницираат, па и некои митови меѓу себе си ги пренесуваат еден на друг и едноставно почнуваат да веруваат во тие митови. Така, дали би имали уште нешто што би додале кон оваа тема? Па мислам дека не го одговоривме прашањето за МРП и аутизмот, затоа што една од причините зашто родителите ја одложуваат вакцината, не би рекла дека не ја примаат, меѓутоа, нели, ја одложуваат вакцината за покасно е стравот од аутизам. Меѓутоа, веднаш да кажам дека тоа се појави негде околу пред 20 години со една лажна студија од мал број на случаеви, која што после тоа се повлече и се дискредитира авторот. И после тоа навистина се направија голем број на студии каде што
500.000 деца беа следени и вакцинирани и невакцинирани, токму во врска да се докаже таа поврзаност на вакцината со аутизмот, и ниедна од овие научни студии не ја потврди таа поврзаност. Не треба да се плашат. Да, вакцината се прима на 12 месеци и тоа е периодот кога почнуваат да се приметуваат знаците на едно аутистично однесување, да се појавуваат, и затоа и многу често родителите го поврзуваат појавата на аутизмот кај детето со вакцината. Меѓутоа нема директна врска помеѓу вакцината. Безбедна е вакцината и слободно може да ги вакцинираат децата без да се плашат дека нешто ќе му се случи со нивното дете. Ето, ова е една одлична порака за крајот на нашиот разговор. Ви благодарам многу за гостувањето и за тоа што одвоивте време да бидете наша гостинка во ваш педијатар. Благодарам на поканата.